Другари, здраво на сите. Денес решив да снимам видео на доста интересна тема. Значи, по прашање на Томи. Значи, вика, ми интересира зошто кажуваш дека во декември 2025 дека до декември 2025 ќе трае бул маркетот, може видео со објаснување зошто и како ќе прекине бул маркет. Значи, другари, никој не знае точно колку време ќе трае тај бул маркет. Значи бул маркето почнува нели на секој халвинг. Халвинг, ако не се лажам, беше април 2024 фактички и бул маркетот треба да трае од 6 до 18 месеци. Значи ние имавме големи драми, значи април, мај, јуни, јули, ништо. Август, септември, драми, војни, чуда и некако многу бавно се одвива работите за другите алткоини, затоа што секогаш прво биткоин, значи биткоин доминанс у тие 6 месеци. Значи кога биткоин доминанс, што значи биткоин доминанс? Значи сите големи воопште не ги интересираат алткоини. Алткоини купува сиромаштијата која што сака да стане богата за кратко време, али тоа е голема грешка. Тоа е голем геймлинг, затоа што ви минимум 4 до 5 години нема шанси да направите пари од алткоините. Значи зборам за тие македонски платики. Американците се сасвем друго. Американците стават на тие алткоини по 10-20 долари, шо од банки заеми, шо од богати родители, шо од богати поклони од нивните роднини, и они се друг тип на крипто инвеститори. Кај нив, например, многу луѓе викаат кај мене на среќа било, значи не е точно, значи на среќа е повеќе кај американците, затоа што они кога ќе земат од мама, тато, од баба, дедо и од банки пари на заем, ќе набутат тие алткоини или тие шиткоини и едноставно ги забрават. Кој американец ќе помне 4 години што е купил, и после 4 години кога имаш бул маркет, значи 3 години е било бер маркет, значи четвртата година више бул маркет и почнува да стануваат актуелно кои коини, алткоини, чуда, шиткоини или биткоин литнал, и они тогава отварат портфолиото и покажуваат таму какви суми имат фанано, и тоа се ударните вести. Значи тоа е комплетна глупост. Од шиткоините 99% не се ни успеале да кешират, затоа што да, они се курчат со извинение на TikTok, на Instagram и на Twitter, и објавуват такви портфолија луди, а уствари на ниту една берза не може да кешира такви суми. Значи кој ќе ти купи шиткоин на толкави суми за милионски долари? Значи да, полека ги исполнуваат тие, али ретко луѓе кој е кеширал такви суми, и нарадо се лаже по шиткоини. Друго е, истото е со алткоините. Значи многу луѓе се лажат дека многу брзо ќе направат пари, заробат пари што и требат за сметки, за или заеми или лихварски заеми, и тука више се зафркнат и ги изгубат тие пари. Значи кој профитира од крипто? Од крипто профитираат големи корпорацијски гиганти, Wall Street, кој што манипулира нон-стоп берзата, и луѓе кои што се стрпливи и се инвестирале на 4 години период. Значи најтешко нешто е овај бул маркет, затоа што овај бул маркет ние имаме институциите улават. Значи неодамна значени финансиски фирми како BlackRock и Fidelity презимат чекори за да поднесат барање за средства со кои се тргува со размена на биткоин. Значи најчесто наречени нели ETF, и тај потек покажува дека институциите, институционалните инвеститори фактички се многу заинтересирани за биткоин, и потенцијалното вклучување на такви големи играчи на пазарот на биткоин може да доведе до прилив на институционален капитал. Значи ова на крајот може да ја доведе цената на биткоин у некои луди нивоа, значи нешто невидено. Значи луѓе, ние до сега си играевме, ви кажав, од пари на заем, од заштеда од Америка, од баба, од дедо што зимале, и тие играчи си играеја крипто. Луѓе, овај бул маркет е различен затоа што туку упаѓаат корпорацијските гиганти. Значи
како што повеќе нели официјални институции влегуваат на пазарот и инвестираат у биткоин, значи ово може да создаде посилна и постабилна поборувачка и да ја зголеме страшно цената на биткоин. Значи во сегашниот економски пейсаж постоја можност централните банки да одлучат да ги олеснат или намалат каматните стапки. Ја не сум експерт во таа нели област, али тоа што читам и колку може да го разберам. Оваа потенцијална промена у монетарната политика може да послужи за заикнување на ентузијазмот на инвеститорите во однос на повеќето високоризични средства како што е биткоин. Значи они го сметат биткоин за многу високо ризично нешто, затоа што не знаат кога можат, не знаат уствари кога ќе заврши бул маркет и кога да кешират. И затоа го сметат за високоризичен на, да речеме, на краток период, а на долг период може да профитират, ама да речеме кога каматните стапки се нели пониски и традиционалните инвестициски средства како што се штедните сметки и државните обрзици обично нудат пониски приноси. И нели да речеме како резултат на тоа инвеститорите често барат алтернативни можности за да постигнат подобри перформанси. Значи такви например оваа ситуација би можела да го направи биткоин попривличен, бидејќи луѓето може да го гледат како подобра опција за инвестирање. Затоа што ви кажав, може да, ако погодат моментот, да направат некои луди пари. И тука се зголемува интересот за биткоин од инвеститорите кои барат повисоки приноси и тоа може значително да влијае на неговата пазарна вредност. Значи, тука фактички е зголемен недостатокот. Значи, како што повеќе биткоин се чува у долгорочно складирање од страна на инвеститорите кои го сметат за вредно средство, тоест тие што ќе играат на подолг период и го надуват, го заклучуваат. Значи, бројот на биткоин што е лесно достап во оптек станува се поограничен. Значи, колку повише тие големи корпорацијски гиганти ќе играат, например, на подолг период од 4 години, на 8, на вториот, на третиот, значи 2 бул маркета, 3 не е проблем да чуват. Значи, замислете, тај биткоин се станува се помалку и помалку достапен. Значи, овај растички недостиг, значи дека со секој изминат ден или со се помалку биткоин достапни за тргување, фактички таквото намалување на циркулирачката понуда може да доведе до нагорен притисок врз цената на биткоин. Значи, биткоин може луѓе да литне до многу големи суми. Трамп седнува дури и јануари 20 на овоа. Просек ќе видиме таму дегде пишуваше дека не може он одма да го имплементира тој и Америка да ги фрле резервите. Просек во Америка тие гласања, чуда таму, одобрување е 100 дена. Значи повеќе од 3 месеци ќе се дебатира колку ќе се онаде. Значи ние луѓе сме, значи Трамп ако седне јануари 20 да речеме тај месец споменал, значи февруари, март, април, 3 месеци ние имаме што они ќе видат, ќе размислат колку тоа милиарди долари да сменат и да лупнат у биткоин. Тука луѓе имате Канада, Австралија, да речеме и други европски држави и светски држави што исто ќе рече чекаме Америка чим става резервите у биткоин, дајде и ние да ги ставиме. Значи луѓе ние сме просек да речеме 6 или 12 месеци ако трае, значи тие ќе немат време сите тие работи и драми да се издешаваат. Значи затоа ја мислам дека имаме простори до декември 2025 го оставам така, просто затоа што ние имаме многу работи, он додека да седне, да видиме драми, дали ќе успее да седне, ќе имаме на раво сме на нуклеарна војна со Украина, на Балканот следува војна, Кина и Тајван не се знае кога ќе се спукат, значи више никаде не е стабилно. И, например, кога достапноста на средството се намалува, додека поборучката останува стабилна или се зголемува, тоа обично резултира со пораст на вредност. Затоа, бидејќи повеќето поединци и институции го задржуваат својот биткоин наместо да го продават, значи овај тренд може да придонесе зголемување на цената на биткоин во некои луди бројки, луѓе. Значи некои бројки што за нас се непознати. Значи фактички луѓе, ако таа драма он седне 20 јануари, да речеме така ли, ако он седне 20 јануари и 100 дена, чекај дека го читав тоа, да речеме 100 дена му требе, у 100 дена да речеме да одлучат колку ќе сменат у биткоин, значи ние го имаме, он ќе седне јануари, значи да речеме февруари, март и април,
биткоин да лита от над 140 000 долари, зависи колко е смената и колко други държави. Че ние тук више не можем да знаем биткоин до колко сума ќе отиде. Я въобще не съм трейдер да предвидам дали, например, въобще не ме интересира дали биткоин до декември на толкав Black Friday, ще го видя със свои очи, колко американци купуват и колко продадея и биткоин стоя на 95 000, то значи да луѓе колко и да продават некои големи играчи се утепа купувайки. Значи от 99 000 што беше стигнат биткоин и намерно него направија 100 000 за таа символична бројка и ликвидираа чудо од народ, 580 милиона колко ги избришаа, не сеќавам, слаб су со бројки, ми извините, кој сака може да се провери на Google, дали 400 или 580. Значи биткоин луѓе останува на 95 960 во моментот. Што значи тоа? Значи сите овие американци, значи европјани уопште не ги не става му игра. Значи целиот свет се врти околу оваа држава и тоа е факт. Значи сите тие и американци кои што продадеа милиарди, брат, милиарди. Какви милиарди? Одем и од трилион. Тука некој купува. Значи тука некој купува и ја држи цената. Значи тоа се корпорацијските гиганти и Wall Street. Значи дали ќе отиде до декември, американците исто не заборавајте, цел свет трошат луди пари за нова година. Дали ќе отиде на 100 000 или на 107 000 до нова година, колку да ги направи интересни уште да ги држи, тие играат и на друга карта. Да речеме, например, многу луѓе продадеа и веќе мислат дека тоа е тоа, знаеш, биткоин достигна 100 000 и сега ќе паднал на 30 000 тие филмови. На 30 000 луѓе вие не ја гледате биткоин веќе никогаш. Ако остане на 100 000, да речеме може да падне, ама тај биткоин нема да остане на 100 000. Дали ќе коригира сега на 87 000, 85 000, за мене, ја не сум трейдер, уопште не е битно. Ако мене ми е битно ако коригира на 85 000 биткоин, да биде сите тие пари да не се кешират, туку да отидат у алткоините. Че има две опции. Значи ако се кешират и се чуват како кеш, се кешира биткоин и се чува како кеш, значи да падне до 87 000 или 85 000. Ако се чува кеш, фактички ќе ги повлече многу надолу алткоините. Ама ако не се чува, значи ти како можеш да трейдаш, кога ти не знаеш дали биткоин ќе се чува кеш или целиот тај биткоин од 95 000 додека да падне до 85 000, тие милиарди таму, ќе се префрлат у алткоините. Разбирате ли зашо не сум трейдер? Што јас сум инвеститор. Што ја од комплетно друго јаче гледам на работа. Јас 11 години, 10 колку сум улезен у крипто, никош не сум трейдал. Да, ти стирал сум на помали суми. Што имаш сентименталност. Ти имаш тие пари ти требат. И дури да земеш пари на заем, дури да не ти треба, ти не можеш тие луѓе што трейдат, тоа е чиста среќа. Чиста среќа и да поврзат, например, да и се погоде моментот на позитивни и на негативни вести. У геополитика, у економија и чуда. Тие луѓе што прават пари, секој чест. Значи имат некој осет, шесто седло, не можем ли да го објаснам што е. Дали тие луѓе се 100% концентрирани? Немат никакви мисли и странични работи за надворешниот свет и може да се концентрират. Например, јас сум се концентрирал за флип да го правам, али никош нема да трейдам. Нема да трейдам затоа што сите околу мене што избраа да трейдат, денеска ги изгубија сите пари. Крај. Комплетно се банкрот. Луѓе што има 5 камиони, 10 камиони, што има компании, ресторанти, сите се фейл. И почнуваат нови работи и работите ги изгубија на шиткоини да ќе станат богати, на заеми кои што денеска, што Америка вие кој земете заем, то кошта чуда. То кошта, само да го наместам, то кошта чуда од пари за да ги враќа на месечно ниво. И не може да касне. Значи, то не е Македонија, другари. Значи, тоа е Америка. Значи, нем да трейдате. Значи, мој совет. Нем да трейдате, освен ако не знаете 100% што правите и со какви пари улавате. Значи, ако трейдате, спремете се парите да си ги изгубите 100%. Значи, ние не знаеме сега биткоин дали ќе падне на 85 или на 87 и дали тие пари ќе ги префрлат у кеш да ги чуват, за мислејќи дека ќе падне уште пониско да го купат, дали ќе ги трошат тие пари ќе ги чуват за следен бул маркет и дали ќе ги сменат у алткоините да ги напумпат. Значи, за тоа и да падне флеш краш на 87, уопште мене не ме занима, ниту се плашам дека ќе падне да речеме пониско, да речеме најлошо сценарио нешто да се случи страшно нешто. Разбирате, да повлече на 75.
Ама ако се тия 75 повлече ги укарат алткоините, няма да е толкова страшно за алткоините. Ама то е най-страшно сценарий, нещо се рече, и ние луги не се знае. Овие лудаци, и ако мислам дека нема да има нуклеарна война, али Путин е можно да ги рокне Украина со две тактички, некои над Киев и да го докара на кълъп. Брат, ти да си играеш со Путин, трябва да си комплетно ненормален. Значи ние сме исти народ и убаво знам, например, един нашинец со таква мок, ако му преминат преку сите мерки и достоинство, значи може да ги рокне без проблем. Значи ако имаме ние рокание, биткоин може да падне на 75.000 као демек старт на нуклеарна война. Кое што мислам дека нема да се деси, не треба да се деси, не барем до 2030-2035 сме, мислам, окей. Ки има употреба на Путин на нови оружия кои што вие не си ги виделе до сега, ама нуклеарки мислам дека нема. Значи, кога е луѓе биткоин заврши таа драма, кога ќе седне Трамп, да речеме, 100 дена, за да поминат тия драми, да видат колку Путин и колку од цел свет ќе се стават, чек само да видам дали имам тон луѓе да не направам некој беля. Колко и минути се поминати? 16, окей. Значи ние не знаеме колко време ќе трае драмата со колку планират резерви да набутат, стратегиски резерви да сменат да набутат Трамп, Америка и сите други држави. Значи затоа мислам дека драмата која ќе заврши летото со биткоин, јуни месец да речеме, биткоин да видиме дали ќе стигне 120, 140, повеќето луѓе зборат за 170, за 200.000, ама другари, вие нем да ми праќате пораки, многу ви се глупи пораките, другари, нелогични. Че не е тоа само да прашате, ставете пръст на чело, че прашувате ме колку точно мислиш дека ќе отиде. Че ја го знам колку точно ќе отиде, ја ќе бидам милиардер. Че ќе знам точно кога да го продавам, колку точно ќе е паднало, ќе знам точно кога да го купам. Че тука е се предпоставка, луѓе. Ние седеме пред компјутерот, треба да читате илјадници. Гледај колку имам табови отворено. Че ако направам некој принт скрин и го постирам нешто, мене на Твитер ми пишуваат цел свет, че мултимилионери викат, брат, колку табови си отворил, брат. Че ја викам, ово не е ништо. Ја имам 3, гледате ли доле колку се отворени? 3 браузера имам по толку табови. И плюс имам друг компјутер и плюс телефон. Некој луѓе седне, изгледа едно видео и почува да ми досаѓа пораки, шо мислиш ово, шо мислиш оно. Луѓе, погледнете колку табови се читат. Просек имам 8 до 15 или до 19 часа на ден прегледност на YouTube видео. Шо од телефон, шо од компјутер. Значи нон-стоп телефонот работи. За да извлечем заклучок и па не сум сигурен и ви ми праќате пораки, шо мислиш. Глупи се пораките, нелогични луѓе. Не можеш да мислиш, тие такви канали што постојат, што се прават фантазија дека знаат се, тоа е само за гледаност. Мене не ми треба гледаност. Мене ми треба YouTube канал да се разработи за што повише македонци да дојдат до информации. Што ја кога ќе стигна милион прегледи за некои си там смешни $1000 да ми дадат. Или там реклами да гледале. Што YouTube не работи на тај начин што мислите, чеке, више милионер у крипто, ќе му сеам, ќе му дремам, ќе му ставам лајкови и коментари, ќе го направим уште побогато со YouTube канал. Па што натворите YouTube канал? Лазаров луѓе зима пари од реклами. Чи Лазаров од YouTube каналот не зима такви пари, ви што мислите. На милион прегледи дали зима $1000. Чи у Македонија. Чи у Америка зима, да речеме. Македонија може да зима помалку. Чи најбитно е највеќе се плаќат за колку повеќе луѓе гледат од фактички од Америка. Чи луѓе, каналот ми треба за што повише да е достапен, лајк, коментар, да се споделя за што повеќе македонци да дознаат за да улезат у крипто, да више научат што е крипто, што е блокчейн, кога е халвинг, бул маркет, бер маркет, кои се алткоини технологија, да стоят настрана од шиткоини комар, да уложат 30% биткоин, 30% етериум, 30% кардано. Тие се злато, сребро и бронза и 10% да речеме бират дали да уложат у Star Atlas, дали да уложат у Ripple, дали да уложат у Binance Coin, у Solana, у Avalanche, у Polkadot. Значи луѓе, за тоа ми треба. Значи престанете да ми праќате пораки колку пари правиш од YouTube. Ништо пари не правам ја од YouTube. Че ја ако ќе давам 2025 декември месец награда, тоа од джеп, како до сега што сум дадел од купишта бродови на ги објавав у групата, давал сум и парични награди, давал сум и компјутери, давал сум и телефони на некои луѓе. Значи како награди за тоа што се давале поддршка на одредени работи или се завршили на пример одредени работи за мене што се ми требале, како информации од различни држави и сум ги наградил. Значи никош не сум бил циција.
че я тия само пари да съм ги чувал, до сега ски се вредели, гледате колко лита крипто. И аз съм ги у bear market тия пари разминувал. И аз съм не вработен, луги. Една грешка може да банкротирам и да трябва утре да се вракам на работа. Що е крипто? Затоа шо денеска си... Аз не съм милионер у кеш, кога кеширам съм милионер у кеш. Луѓе додека тоа стои тука у крипто, јас сум милионер у крипто. Че такви луѓе ще ми тражат пари на заем, джаве тражат пари на заем. Че ја немам пари. Че ја да го кеширам тоа на профит, треба да платам 10% данок. И плюс замислите ако кеширам да речеме Cardano и он литне на $7 или на $5 или на 3. Че ја тия пари што сум ги дадел, че се многу повеќе. Че не се $1000 и $100. И затоа повеќето од луѓе и од пријатели ги блокирам. Значи ќе ти почне мобет и после другия мобет е као да ми го интересира крипто, после го заврате на пари на заем. Тие работи ги заврете другари. Ако ми гледате видеята за пари на заем и да ми дремете по пораки и да ми пишувате коментари, па после да ми додадете на Facebook и нито ве знам, нито ве познавам, да сакате да ми се јавите, па да сме зборили, па ја да сум ви направил акаунт, па ја да сум ви на Binance да съм ви ги купил работите, тај филм не го гледате. Че ја не сум ваша секретарка да седам ја у Америка тука на компјутера, за видим се јавите од Македонија и мали сте 3.000, 5.000, 10.000, 20.000 долари, ке сте ми платили да седам ја Binance од тука ремонт контрол да правам Binance и да ви правам портфолио. Че луѓе, утре шо? Треба и ремонт контрол да ми дадете да земам да ви ги продавам, да ви ги ширам и шо да не треба да земам авионски билет да дојдам у Македонија и да треба и данок да ви плакам да ви покажам како се плати. Че луѓе сами треба да ги совладате ова. Колку негативни коментари, мислам 99,99% се позитивни коментари, што е добро. Само еден имаше до сега негативен коментар. Значи напишал ми изгубен случај. Тип. И шо? Тргнав го и го мутнав. Изгубен случај напишал. Значи зашо е изгубен случај и он сам ја не знае. Еве луѓе има и се чудат, ми пишуват брат до толку ли бе, зашо ги правиш толку едноставни видеота? Че луѓе постари луѓе ми праќаат пораки, не знаат да долезат криптореволуција да најдат, не знаат да најдат видеота, не знаат да најдат слики, не знаат да си направат на YouTube да гледат. Значи, затоа е толку едноставен канал. Каналот е едноставен за чисто да побуде работи да вие улезете у криптосвето и да го истражите, да го научите додека до 2160 година. Ние нема сме живи. Крипто ќе продолжи, другари. Че таа е новата империја. Кеш и злато забравете. Кешо у Америка више у повеќето продавници кеш не се взима. 4 години више не се взима у повеќето продавници. Уопште не взимат кеш. Уопште не ги интересира дали ќе изгубат профит. Не смеат да взимат кеш. И тоа се крие. Че ја последните 20 продавници што бил кеш не взимат. Представете си. А шо со злато ли ќе е? Ќе одам ја да го сечам циглите, така ли? И ќе пазарувам. Глупости. Луѓе, златото ја разбирам дека е многу повредно и кеш е многу повреден од биткоин затоа што е физичко. Ама тоа за жал умре. Ние не живееме више тај свет. Ние живееме у дигиталниот свет. И ако ме прашате мене, ја би чувал злато и кеш у огромни количини и тамо негде на некоја планина у Осого, на бункер и подалеко од се. Ама ни да работи така. За жал мора да сме у градовите и тоа е тоа. Додека не достигнеме одредена мокност. Значи да се врнам на прашањето. Значи ако биткоин таа драма ја правят до летото. Секојаш прво се пумпа биткоин, да речеме $120,000, 140, 170 или 200,000 долари. Што се случило после тоа? Значи зависно биткоин на која сума ќе застане. Тие луѓе ќе почнат после да ги пумпат Ethereum, Cardano, Solana, Binance, Ripple, да ги пумпат Polkadot, да ги пумпат листата која ми е според мене кој не е финансиски совет, значи кога ќе завршат, значи Ethereum, Solana, Cardano, Polkadot, Sandbox, Gala, Axie Infinity, Smoothlove Potion не, тоа е кажи го in-game токено, Star Atlas и овие двата ќе ги пумпат, ама можно е да отидат и на 0.20, и на 0.20, 0.40 и тие ќе ги пумпат, ама тие се гемлинг токени затоа што имат многу голема количина и се од игрите. Ама Star Atlas DAO Polis нема многу. Значи ја му таа верувам лично многу затоа што гледа волумето му е маркет капо му е само 49 милиони. Ще замислете си тоа човече да стигне како Axie Infinity 1 милиарда. А Axie Infinity, ако не се лажам, беше и
Многу повеќе, кажи го едно 15 милиарди, ако не се лажам. Замислете си го тоа чудо стагне 15 милиарди. Значи, колку ќе биде? Значи, да речеме, Axie Infinity беше... Че, отприлика да речеме, мислам дека околу 40... Ако достигне врво на Axie Infinity, колку го е имало market cap, погледнете сега 1 милиарда, ово е 49 милиона, ако го достигне врво на најдобрата игра која беше на светско ниво со 3 милиона играчи, ако не се лажам беше, лудо нешто, се додека не ја хакнаа за 170 милиона севернокорејците, демек, ја мислам дека се Wall Street, ама тоа е друго 20, чека да не ме блокират видеото. Значи, ако Star Atlas го достигне маркет капо на Axie Infinity, старио, значи ние збореме за луди пари некој тука. Некем ни да размислам, замислете го во чудо на $40, брат. И ако ги имплементират сите тие работи кои што ги ветуват, значи збореме, значи тај биткоин кога ќе се смене, ќе биде сменет за технологија прво. Кои технологии? Значи, кои технологии ги гледате? Тие што се далеку од all time high. Cardano е далеко од all time high, $3. Polkadot, Solana е тешко да се предвиди, ама па сигурно ќе опупат 500-600. От ово му е више скоро all time high. Значи Polkadot е 8.73, он беше $55 луѓе. Sandbox уште е далеко. Gala 0.03, он беше 0.70 или 0.80. Axie Infinity беше 150, на некои берези $170 се продаваше. Star Atlas DAO беше на некои берези $8, на некои 11, на некои 14, на некои $25 се продаваше по парче токен, кога немаше, токен, извинете за токени, коин нон-стоп ги мешам, не може да запомнам, милиардници ги читам на ден. По-добро да ги викам коин, иако може да е токен. 2 секунди работа да отворам, али како и да е. Значи, замислете си, луѓе, тоа се тредеше на $25 all time high, кога играта немаше ништо. Играта беше само најавена со тимо и шо ќе правиме. А замислете си, денеска имат, значи, работи што работат, флоти што копат и чуда. Ши мапата е огромна. Гледајте ја флотата што копа, флотите што копат се стотици бродови кои што некои бродови коштат и милионски суми. Ши трафикот е, гледате ли? Тоа се бродови. Ши некои вредат и $100,000, некои вредат и милион. Има и од 5 милиони, 3 или 4 има од 5 милиони. 4 има од 5 милиони брода тука што копат. Ќе биде понаправена јака за да се гледат поубаво у 3D. Че што сакам да кажам, ние сме, зашо мислам до декември 2025, до декември 2025 мислам за алткоините, посебно за гейминг токените, ти они последни ќе го достигнат врво. Прво сите ќе од биткоин ќе го сменат за Ethereum, за Solana, за Cardano, за Polkadot и после одеме Sandbox, Gala, Axie Infinity или ќе изберат Star Atlas или ќе изберат Big Time или Illuvium. Јас сум ги тргнал тука и ми одат на нерви. Сум ги киширал више. Значи, тоа е целата финта што сакам да ви кажам со зашо мислам дека е можно да трае до декември. До декември мислам на гейминг токените, дека последни да речеме ако ги остават, како и секој што го прават, кога ќе оладе биткоин, више го киширали смениле, кога сите алткоини ќе ги напумпат што се сметат за технологија и после ќе тражат тие што се со најмало гледаш со 0. Овие два сигурно ќе си играат гемблинг на овие се 0.03. Значи, гледаш со 3 нули си ќе чекат, ќе сакат да ги напумпат. Китовите ќе не дека веруваат они во игрите, што они ќе сакат да ги напумпат за профит. И ако успеат да кишират, може некој ќе почне да го пумпа, некој ќе се излаже ќе купува на поскапо. Тука луѓе највише горат на овие, да знаете. На SLP и на Atlas. На Atlas и на SLP највише горат. Многу луѓе исто е денеска дечкото праша. Има уште многу да учи, објаснив му денеска, да се надевам да ќе разбере. Че луѓе Star Atlas DAO Polis на Google да напишете, ќе видите дека тоа е главниот токен. Ово е in-game токен. Axie Infinity, AXX, он е главниот токен. Smooth Love Potion SLP е in-game токен. Значи, играчите што играат добиват SLP. Подобрите играчи добиват како награда е AXX. Ама таа инвестицијскиот такво, а овие тука ние што копаме во играта, добиваме Atlas. Од како сите работи ќе ги завршиме со майнинг и со крафтинг. Ама главниот како stock exchange, како на Wall Street да купувате stock exchange, на stock exchange да купувате, стоки да купувате е Star Atlas DAO Polis. Значи јас за тоа сметам дека до декември
Ке се остават най-накрая, сите кои изгубат надеж, кои ги продадат, тия ки ги напумпат. Нели, ама мислам дека ќе изиграат тоа да народот се разочара, дека гейминг го каснат или нешто, дека не се блитнале некои луди проценти, там 1000%, 500, 2000% да речеме, сите ќе испопродават се и они после ќе ги пумпат. Значи некои ја довијат технологијата, некои па и тука други имаме кои што е можно да речеме, еве Avalanche, гледајте колку достигна човече. Stellar исто изненади. Stellar, Chainlink, Sui се пробива, гледај зборот американците да го замене Solana. Значи што нели не верувам, ама тука ништо не се знае више, како што Solana зема голем колач на Ethereum и на Cardano, значи ние не знаеме Sui зашо го спремат американците. Значи ние имаме интернет компјутер со 100% тие се уште далеко од all time high, ќе ги пумпат, што не е финансски совет, јас само кажувам што мислам, че такви луѓе кои ќе му кажуваш и он се задлабочи, брат, ти сигурен ли си? Значи ја направам видео и он ми праќа пораки, ама ти сигурен ли си за Polkadot дека ќе лита? Ама ти сигурен ли си за интернет компјутер дека ќе лита? Че луѓе, како може да сум сигурен? Ја кажувам предпоставка дека тоа чудо со години е, да речеме, враќало се на all time high и очекувам дека ќе се врне по сите логики у bull маркетот. Не дека луѓето веруваат или они се завршили некоја технологија. Ќе кажави, биткоин кога се продава, китовите се одлучуваат кој што да пумпат и да стигнат до тај all time high. Значи и да успеат да продаде пред да се сруши. Што е тоа е крипто. Тие што се купиле биткоин или тие што решуваат да упаѓат на со кеш, значи треба да погодат на која цена ќе го продадат пред да се врне тоа на all time high. Дали ме разбирате? Значи еве на Cardano all time high е колку беше $3.10. Така ли? Значи гледајте уште колку имат до ова. Значи сите овие луѓе сега што ќе купуваат или што менат биткоин, чека да продават на $3, поголемите што сакат да се коцкат на 4, на 5, на 6, 7. Секој си верува, не дека знае, значи верува. Кога ти речат колку си сигурен, колку највеќе ќе отиде. Луѓе, не сум бебавање и Нострадамус. Затоа се вика не ви давам финансски совет. Затоа што никој не знае колку ќе отиде. Вие треба на не, они ми викат на среќа сум купил Cardano. Луѓе, ја не сум купил на среќа Cardano. Јас сум знаел дека тоа е јака технологија и сум го купил. И сум трчал да земам пари на заем, ја не сум имал такви суми на пари за да го купам. И сум верувал, ама на среќа е, кога ќе продавам $3 не е на среќа, тоа знаеш дека отприлike ќе отиде, разбираш. На среќа е да го продаваш на 2.90, 2.80, онда стигне до 3 и комплетно да се сруши па назад. И ти тоа е на среќа, ти си го чувствувал, нешто си продавал. Разбирате ли? Ама вие кога го продавате на 4, на 5 или на 6 да го погодите, тоа е на среќа. Че на среќа еве поглобило се, нема негативни информации или у моментот $4 стигнало па има негативни информации и вие одлучувате да го продадете по некој 6 сетило или тоа што чувствувате и го продавате, тоа е на среќа. Продажбата тука е на среќа, а не кажи го купувањето. Купувањето на среќа е ако купите вие некој шиткоин да направите пари, тоа е на среќа. Или да купите некоја технологија која што од толку многу технологии 90.000 ги има, на среќа ако вие поема немате што е тоа, купувате и тоа стварно го имплементират некаде и литне. Тоа е на среќа. Значи, тоа е јас што верувам дека овој чудо кога ќе седне на масата. But for too long our government has violated Слушајте. the cardinal rule that every Bitcoiner knows by heart. Never sell your Bitcoin, right? That's right, isn't it, huh? That's right. How did I figure that one? Never sell your Bitcoin. And so, as the final part of my plan today, I am announcing that if I am elected, it will be the policy of my administration, United States of America, to keep 100% of all the Bitcoin the U.S. government currently holds or acquires into the future. We'll keep 100%. I hope you do well, please. This will serve in effect as the core of the strategic national Bitcoin stockpile. As you know, but for too Другаре, овој е председател на Америка. Че он не може да излезе, не е тоа Македонија, политичарите,
да излезе едно да дума и друго да правя. Значи, кога е кажено, е кажено. Значи, ако не го направя, цяла Америка се побуни и може да дойде до лошо. Значи, замислете си, планира сите биткоини. Моментално Америка се селят илядници компании, трябва да ги найдам, за да копат биткоин. От Америка има хидроцентрали, има от ветер, има много ефтина енергия. Много е ефтина енергия. Човече, аз живеям 7 соби, 3 вициня, 2 огромни дневни, по-големи от моя стано Македония, куйна, значи за струя стигнува 100 нещо долари. Знаеш, минимум по 10 до 15 селици са включени. Компютъри, телевизори. Македония 7 соби. Само туалетната има 10 селици, ако се бричи, що се вика. Ще в Македония оваа куки да имаш, че ти не можеш да ги платиш сметките за струя. Че тук е луксус, брат. 7 соби е 350-380 долари за газ. Значи от тепла парна то джешко да умреш. Ще в Македония луги ние за струя да вземем се грееме на струя. Да нон-стоп работи, да е нон-стоп лудница, жешко се шеташ на кус река. Защото майка ми няма да може да и татка ми да ми... Моите родители няма да може да си платят да си я платили сметката. Значи луги овај човек планира сите биткоини, сите што се запленени у криминал милиарди, да ги задрже у Америка, да стоят, замисли си, у државна собственост. Че там няма продавање. Ще замислете си колко планира он 4 години да речеме ке е председател и 5-та година да речеме ке завршува и баш завршува кога да речеме ќе почнува булмаркето, он ќе биде председател у бермаркето, ќе почнува, тоест ќе биде една година у булмаркето председател, што е луда работа, затоа викам биткоин не се знае што ќе достигне, значи он ќе биде председател 2025 јануари у булмаркето. Значи у тие 6, 8 или 12 месеци не се знае што ќе изусте и да биде дали та се живо. Значи, он ќе биде една година у bull market и 3 години ќе биде у bear market председател. Замислете си. И 5-та година, кога он више нели завршил, 5-та година почнуваме bull market. Факт, че нели една година bull market имаме, 3 години имаме bear market и нели 5-та година, кога више завршува, иде bull market и замислете си, вие продажбата, луѓе. Замислете си, вие продажбата, ако нещо се деси, друг да седне председател, да рече, и мене въобще не ме интересира биткоин и крипто, да речем. И почнува да продава дел. Само да му нащете на угледа на Трамп или не знаем за какви лудаци ке седна. Гледаш какви лудаци до сега седя. Значи бе му идели 1000% у криминал, 1000% корупция, 1000% убийства, тепачки, чуда. Значи не знаеме колко ке продадат и после да рушат цената. Але моментално ово чудо е правил про-крипто председател и луѓе ово може ке биде еден од најголемите булмаркети у историјата и затоа викам не се знае дали ќе трае до средината на јануари или до краја на јануари. Ово до средината на 2025 или до краја на 2025, затоа ностоп зборам. Че внимавајте, многу луѓе ми прашаат да продавам ли, ако ви требат пари, луѓе, продадете барем тие пари што мислите дека ви требат, што сте ги уложили, оние другите ги чекајте, држете. Да продавам ли? Ја не знам што држите вие. Јас сум комплетно концентриран на биткоин, етериум и кардано, ви кажав, и најголемиот ризик на моето портфолио Star Atlas, игра што уопште, игра што е комплетно се развива. Ја верувам у неја, најдел сум гледатели тај мал маркет кап и најдел сум тај мал маркет кап, уште ја нема на берзите, на големите берзи. И гемблингу ми е да видат што играе, да почне да стават, денеска ставија на берза, да почне да стават, нема ја уште на, замислете, нема ја на Binance, нема ја на Coinbase, нема ја на Gemini, нема ја на KuCoin, нема ја на, не се сеќавам дали еден дечко беше кажал дали има на Kraken или не ми врна после, че нема ја на големите берзи. Замислете се кога ќе стане достапно од тие големите корпорации гиганти нема да седнат да прават Solflare, Phantom Wallet или Uphold или таа си некој таму Македонија Dex што работи, кој беше? Dex CEO ли, како се викаше. Значи големите корпорации гиганти што ќе најдат игри, како што се инвестирале у Sandbox, у Gala, у Meta, у Axie Infinity, тие луѓе чекат на таа Star Atlas да се појави на голема берза и на големи пари да купуваат. На нив не и пречи дали $1, 2 или 3. Че некој решат дека веруваат таа игра, ќе купат дел за подолг период,
дел за да кешират на 11 или купил я на 2 да кешира на 4, купил я на 4 да кешира на 12 или купил я на 12 да кешира на 20. Ако не кешира, тя чува едноставно. Че американците имат много пари. Значи за това ви у Македония трябва да внимавате. У Америка ги да направи грешка, утре ки е на работа, ки вземе кредит, ки се оправя. Зато цял свет се врате у Америка. У Македония вие не може да се оправяте с тия плати. А ако сгрешите, не може да се оправяте. Затова внимавайте, що оправяте, проучете и зато мислам я дека ние ќе бидеме еден од најаките Golden Age у bull market. Значи, ние овај пат упаѓа луѓе, корпорацијски гиганти луѓе. Значи, корпорацијски гиганти улават у крипто. Значи, луѓе корпорацијски гиганти улават. Значи, замислете си, вие BlackRock купува за 700, че луѓе, по конспираси теории сум ја, не забравајте. Не сум ја човек што е завршил финки-минки тамо IT. Че јас сум конспираси теориста. Че јас сум станал милионер од теории на заговор. Читание од вечната најголемата книга интернет. Че ја не сум читал книги. Че јас сум читал цел живот интернет. Од телефона информација, од компјутера. Че гледај, BlackRock луѓе, то чудо, тоа е чудото што владее со свето луѓе, ако не сте знаеле. Че BlackRock купува за 778 милиони биткоин на просечна цена од 88.000. Значи, тоа е 8.840 биткоини купија. Замислете си, тоа е total of 450, како беше? Значи 450 hitting the market daily from miners. Значи на ден майнерите копат 450 биткоини, како што го разбрав. Овие купуват за 778 милиони 8.840 биткоини, така ли? Че 19 дена делено на 450, значи 8.840. Че тие се купиле за 19 дена што е изкопано од биткоин, значи 19 дена што се купале тия милиарда долари вредни майнинг компании, за 19 дена што се изкопале, само BlackRock го има купено. Че за 19 дена што имате изкопано, само BlackRock и го собира. Значи представете си, луѓе, 40 билиони имат овоа. 40 билиони, 40 милиарди. И престанете да ме бркате, човек. Билиони е преведено на македонски милиарди. Не да лупајте такви зелени попораки, после ми викате, викал сум дигитално неписмен. Вика ми милиони, милиарди, билиони, трилиони. Ало бе, луѓе. Милиони, милиарди, трилиони. Билион е преведено, тоа е на англиски билион. Пишете на Google билион, ќе ви го преведе милиарда. Дај не се лупајте, брат, пораките што ги читам, више ми е хорор, брат. Вие шо ви учат од тие тамо школи, брат. Значи, луѓе, тоа е, добре дечкото што ми го постави, тоа е, јас што мислам дека овај bull market треба се внимава, мислам дека ние сме далеко од да заврши ово чудо толку брзо. Значи, можно е да играат тоа секој да си го продаде биткоин, да си продадат алткоините и после да ги напумпат до тај степен, што овие сите што се кеширале, да испаничат луѓе, да немат никаков профит, пошто ќе почнат да ги купуват на скапо, разбирате ли? И кога ги купат на скапо, и овие ќе ги треснат со bear market, разбирате ли? Што еднаш ке се случи. Ја на почеток кога лигнав, тоа се случи. Така ли? Стигна биткоин на 60, не. Стигна биткоин на колку беше 48.000, сите испопродадеа. Толку крај, тоа е рекордо. Оно иде на 69.000, овие мислеа ќе отиде 120-150.000, накупија го на 69.000 и тоа остана падна скрос на 23.000 после. И фактички сега тия најголемите биткоини, најголемите од тия нубови, новите, беа купиле биткоин на 64.000, 3 години 3 години драма и стоја на таа цена, па дури сега, еве, познавам такви луѓе што го купија на 64, дури сега на 99 продадеа од паника, од тие виши еднаш ке изгореа. Купија на 64, тоа падна на 23. Разбираш, кукаа по пораки, плачеа, ќе си изгубиме парите. И сега ако више стигна на 99, не ги интересира, тие кишираа, разбираш, да си врнат 64, 3 години што и биле заробени
и да уживат урестото. Ама еве, гледате ли, я шо кажа, на дълъг период не може да сгрешите. Трябва само да не изпаничите да продавате. Значи всеки ще е купил биткоин. И сега да го купя да е сгрешил, да речем, на 99 и да не отиде нагоре, да падне и на 30 000 да падне. Ако не продаде нищо, след 3 години, 4, братче се върне на 100 000, ке крира дори 200 000 и може да го продадете. Затова ви викам, става се пари у крипто, пари шо не ви трябват 4-5 години, луги. Пари шо ви трябват и ги ставате, кога ке падне, ке продавате у паника на загуба. Значи македончето просек е групата с големо секош у булмаркет. И такви се нервират, лит не се живо и още ни не знаят дека не е литнало, още има време и ми се заканават пораки. Дека беше до вчера. Брат, я кога съм престанал? Че аз съм под блокада на YouTube, под блокада на Facebook, тия ще ми познават, защото мен нон-стоп ми е блокиран на профило. Поръките, аз за пръв път успевам после 2 години да се логирам на Facebook. Че я за пръв път успевам после 2 години да се логирам на Facebook луги. Че я на компютъра не можех да се логирам. Има 200 сведоци. Не можех на компютъра да се логирам на Facebook. Замислете си, 2-3 години не може да се логирам на Facebook. На телефон седев. И сега какво победи Трамп, ми го отключия. На YouTube исто не може. Нон-стоп ми бриша, има в колко, нон-стоп ми ги бриша видеята и постовите. Замислете си, вие напишете пост, пишувате 10 минути под наслов да напишете някаква аналитика, постирате и у групата Facebook взима избришове. Напишал съм я заради клик и лайк. Каков клик и лайк, човече, я имам крипто група, кажу, пишувам под наслов и ставам линк за информация. За луѓето шо мислење имам. Ти замислете си, да сядам 10 минути да напишем един поднаслов аналитика, шо мислям за биткоин, за Ethereum, за Solana, за Cardano, за Star Atlas, за Polkadot, за Chainlink, за Ripple и да ти го избришат. Няма сигурно да имате желба да седнете да ги пишувате тия такво. Разбираш, и съм се мъчил на кирилица да го напишем. И да го зачуваш и шо е да го направиш, ти го избришат, брат. Значи, другари, затоа мислам дека ние луѓе ќе биде лут бул маркет. Значи не е финански совет, ово е ја шо читам и ја шо мислам. Едно е ја шо мислам, у мојо свет фантазија, дигитален свет, друго е шо ќе се случи у реалниот свет. Така да, прашање од колку си сигурен, не ми прекајте, тоа е комплетна глупост. Добро му беше прашањето на дечкото за шо викам 2025 бул маркет и тоа е моето мислење. Видеото за жал изпадна подлаго, кој има време да го гледа, ќе научи нешто. Кој не, здраве да има да седе на кафе шема, шо повише цигаренца луѓе, шо повише луѓе да ги плукате, шо повише со луѓе да се карате, негативна енергија, убивајте се така со негативни мисли, гледајте дневно, седнете, пошто некој ви е друг крив, да го изплукате, да го изврегете, да му пријавите сајтовите и тоа е. Ке си продолжите цел живот да си бидете мизерни, цел живот ќе бидете да работите до 6 години, ќе имате мала пензија и ќе умрете така, мизерни овакво. И аз сигурно кога ќе умрам здрави еден ден, сигурно ќе ме помнат барем многу луѓе, овај ќе речат барем даде некакви информации. Другите гастарбајтери, ја не сум ги видел никој да ми каже како да купам 5 камиона, колку пари има, не сум видел уште да ми каже како се отвара пицерија, колку профит има, колку нема, колку вработени, какви вработени, одека се купуват ингредиенс. Никој не ми е кажал, брат, у Македонија врна се отвори и тоа, тети го да видиш портфолиото, толку плата взимам, на толку давам на моите, толку кошта куќата. И ја, другари, кои се сеќаваат старите членови, има видео со комплетно каква куќа живеам, колку плаќам сметки, колку имам заштеда, колку имам портфолиото сум го покажувал, колку се беше отворено. Сега виши не е, затоа што луѓето го злоупотребуваат тоа. Кога ќе покажеш нешто, почнуваат да ти тражат пари на заем, уши какви се приказни не измислија луѓе кои што никош не сум видел во живото, злоупотребуваат го тоа и ти кукат само пораки, разбираш. И затоа више овакви информации, портфолија, за гейминг сум го покажал портфолиото и тоа е тоа. Чао, другари, ако имате други прашања, слободно пишете. Видеото е колку? 49 минути. Здраве, кој го гледа ќе научи нешто. Тоа е. Чао.